Здраво, ова е 410-тото издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Resurrection од Big Gun, во кој станува збор за општество каде што луѓето одбиваат да сонуваат за да го продолжат својот животен век, каде некои опасни поединци се уште сонуваат, при тоа искривувајќи го ткивото на време-просторот. Подлегнуваме на 5 соништа за секоја од сетилата, од кои секоја вињета хронолошки означува период од киното, од немиот филм до ден денес. Кога гледате филм на Big Gun, треба да се збогувате со филмските канони и постаменти и да се препуштите на неговите семнабулни тенденции, затоа што во неговите илузорни светови не заземаат примарно место ликовите, туку спомените, таговноста, губитокот, каењето, медитативните одишки стануваат константи во неговиот естетски израз. На визуелен план вообичаено користи силни неонски светла и создава атмосфера која најдобро ја отсликува таа меѓусостојба насред различните постоења, за да изгради впечатлива густа текстура со која ќе ги стимулира сите сетила на гледачот. Сликарот на соништата во неговото ново дело Resurrection успева на својствен начин со помош на филмските алегории да допре и до кинеската културолошка матрица и долови различни аспекти на духовноста, политиката, технологијата и филмската историја, кои секако дека не може да бидат целосно процесирани и евидентирани од моја страна. Во неговиот манир создаде емулзија со резонанцата на кинеското културолошко милје и нормативите на научната фантастика. Именно во овој свет, во кој луѓето преферираат да се откажат од благодетите кои ги нуди сонот и да не посегнуваат по него само за да имаат долготраен живот, се појавуваат групации кои даваат отпор, предводени од халуцинатори, кои се задоени со делузии, а филмот е едно од средствата за доловување на тие отелотворување на фантазмагоричните потенцијали, односно филмот станува елегичен медиум за хранење на сечија имагинација. Филмот како сон, од кој не сакаме да се пробудиме, и станува единствената легитимна реалност за сонувачот. Затоа има луѓе кои ќе останат целосни восочни свети, ако не ја запалат врцата, и такви кои сонуваат и ќе согорат и се стопат. Парадоксалните филмови на Big Gun се протегнуваат меѓу амбицијата и претенциозноста и таму е најефективен за доловување на неговата зацртана филмска доктрина, но исто така ровари таму за да изнајде нови синапси со кои ќе може да ни се обрати со помош на филмскиот јазик, за да не стане мртов јазик, туку да искомуницира со нас. Започнува со неговата итерација на немиот експресионистички филм, продолжува со нуар итерацијата во која делумно наликува на чудесните светови на Жане, а во сегментот од 70-тите делува Белотаровски, односно тој би ме поправил и би рекол дека тоа е љубовно писмо на Тарковски, со што и би се согласил. Сегментот од 90-тите меѓу магионичарот и чиракот пак мене ме потсети на динамиката меѓу Леон професионалецот и Матилда, а милениумскиот импровизиран долг кадар на Ромео и Јулија во кинеската Стара чаршија е идеален за катарзичен одек во епилогот на делото, каде со помош на SF порталите ќе се вратиме таму и каде што влеговме во храмот на филмот, во киносалата со духовите, каде ја славиме нашата религија, филмот. Низ овие сегменти е бркан фантазерот од страна на големиот друг, кој може да ја препознае неговата способност за сонување и го брка низ сонетите пространства. Джексон е глуми во секој сегмент и тој треба да биде некакво сидро за поврзување со гледачот во секоја вињета, познат именител во непознатото ако повеќе милувате. Додека сме на тема модерно киноско авторско кино, минатата година во селекциите на големите фестивали беа прикажани филмовите The Sun Rises on a Soul, Girl, Lily, Living the Land, Girl on Wire и Luz, и ниту еден од нив не е дистрибуиран за гледање надвор од фестивалите, ама затоа непречено ни се достапни сите популистички кинески блокбастер лимунади, така што малку нека се почешаа за главата кинезите каков доем сакаат ние да добиеме за нивното кино. Сталкеровото талкање во сонетите предери на Big Gun секако дека ќе биде составен дел од доживувањето, меѓутоа најасни паралели на визуелен план јас можам да повлечам со два други хипнотични филма, од кои едниот е Holy Motors од Леос Каракс, а другиот ќе биде The Beast од Бонело, во кој исто така се скока меѓу времиња и простори и со себе се понесува багаж на емоции кои не се бриша толку лесно.
Има и неколку аналогни азиски филмови на делото на Big Gun, во кои секако дека може да се вброи естетиката на Вон Кар-вај, кога се опрашање неонските бои и романтичните излети со кои може да се компарираат филмовите како што се на пример In the Mood for Love. А додека сме кај спориот идол кадар, тогаш треба да се обратиме и кај мајсторот Вера Сета Кул, кој исто така имаше своје SF трансцендентирање со Tropical Melody, како и Хубо, кој со неговиот An Elephant Sitting Still создаде атмосферично патешествие по слонот. Музиката е компонирана од францускиот синтвейв бенд M83, кој има работена музика за филмскиот серијал Divergent и исто така и за Oblivion и Chronicle, а за потребите на филмот на Big Gun му наоѓаат место на пијаното во сите негови облици, дали синтетизирано како футуристички звук кој се пробива низ епохите, но исто така на некој чуден и за нив својствен начин создаваат електронски призвук, не барем Майк Олдфилд има искористено азиски етно елементи, што на звуковен план делува доста соодветно. Забележлива е и играта со дизајнот на звук, со нагласеното хрчење и приказната за отруениот татко гризнатот куче, како и непречениот пренос на звукот меѓу звучниците, подпевнувањето на Джиало во ајерството и уште неколку клучни решенија кои му даваат карактер на филмот. Не се гломазни потфати, но се доволен зачин. Кинематограферот Джинг Сонг Донг, кој својата мајсторија како визуелен естет не ја докаже само во филмовите на Big Gun, туку и во Black Coat Teen Eyes, The Wild Goose Lake, а за потребите на филмот на Gun не ги штеди зумовите, трекинг кадрите, односно панорамските кадри, фиксиране надоли се додека не почне да оди по ликовите во милениумскиот сегмент, репризирајќи си го својот долг кадар од Long Day's Journey into Night. Секој сегмент од филмот си има својата дистинктивна колор палета и има прекрасно решение со премин на фокализацијата во прво лице и играта не запира тука, односно сегментите се стеснети и проширени во вертикала во зависност од потребите. Застапени се и сите природни елементи кои даваат свој впечатлив визуелен белег, како што се пламењата, снегот и дождот. Неблагодарно е да се оптоварува монтажер со невозможната задача да го спастри времетрањето на филмот кој има претензии да биде епштина од мигот кога е впишан првиот збор на лист хартија, па затоа самиот режисер засукува ракави и сечи и лепи, имајќи целосна контрола на доловување на саканото течение и бранување на приказната, каде да забрза, каде да сопре и да издиши, така што да речеме дека режисерот најдобро знае како би требало да заживее делото и затоа монтажно го обликува, иако сигурен сум дека некаде постои 3 часовна и 4 часовна верзија која сосема е во реч што не сме ја погледнали. Таа е само за режисерските очи и его. Никако да дојде на ред во видеологија да рецензирам филм на кинескиот режисер Big Gun, затоа што неговите филмови години по премиерата стануваат достапни, а некој ги проголтува заборавот или пак можеби Big Gun така би сакал. Иако не беше застапен во видеологија, најдов простор за време на пандемијата да му го рецензирам Long Day's Journey into the Night во мојата друга емисија Дансе Макабре, во првата епизода на серијалот Макабре Филмфест пред 6 години и конечно е дел и од видеологија. Започнува да снима во 10-тите години на овој век, кога уште на студиите го работи црно-белиот Саут од 2010 година, односно убиството на пријателот во Нанфанг, кој му го пофалиле на фестивалот на факултетот. Филмот кој не се наоѓа ни под дрво ни под камен е Тайгер од 2011 година, неофицијално првиот негов проект од 70-минутно време трајање, приказна за тројца мажи и нивното минато и судбина. Во неговата поетичност можевме да се увериме во 2012 година со краткиот The Poet and Singer, уште едно црно-бело кратко остварување каде настанува убиство во планинскиот масив во кој се наоѓаат поетот и пејачот. Филмот е условно кажано предложка, односно увертира на двочасовниот Каили Блус од 2015 година во кој докторот е потрага по својот внук во селскиот предел, соочувајќи се со мештаните кои живеат таму. Филм награден на локарно и на сите можни кинески фестивали. Наредниот негов епски потфат е Long Day's Journey into Night од 2018 година, филмот за сеќавањето на човекот кој го поминал летото со мистериозната жена пред 20 години, со кој си ги отвори вратите на Канскиот филмски фестивал и кој филми да го сними ќе биде земен предвид таму. На Кан беше и со кратката авантура на мачката во A Short Story од 2022 година и наредната година соработуваше со Галперин да го сними краткиот филм за фестивалот во Гент,
кој ќе означи соработката на режисерите со композиторите. Во едно негово интервју кажа дека нема потреба да чекаме 7 години за нов филм, туку дека ќе го добиеме за 2, па да видиме дали ќе биде така. Не ме сваѓате погрешно, Биган е за мене еден од најзначајните кинески режисери и покрај тоа што се наоѓаме на зачетокот на неговата филмска кариера, ниту еден друг кинески режисер не е способен да ги следи неговите стапки во бизарните артистички креации, но неретко самиот робува на сопствената амбиција и наместо да се потруди да ја комплетира целосната слика, тој вниманието го дава на создавање на безпрекорни парчиња кои не секогаш образуваат содржајна целина, туку се убави само за себе. Постојано го бруси формуличниот пристап додека не изваја совршено дело со истите чинители, ќе содржи долг кадар, ќе биде фрагментирано делото со силни основни бои, елипси и параболи, со чиешто значење се обседнува наместо да изгради цврсти ликови и нивна драматуршка поставеност. Повеќе од јасен ми е неговиот отпор кон комерцијалниот филм, секако дека го оправдувам и величам неговиот поетичен пристап, а ако некој си земе време во филмот да запее на не музички филм или не мюзикл, исклучиво за катарзично празнење, тоа јасно говори дека некој го злоупотребува гледачкото внимание, барем според мене, и компензира за дефицитарност на драматуршката граѓа, ама тука во позадина е претепан лик насреде песна, така што изваден е плюс впечатлив кадар, а моето мислење го знаете дека 2,5-часовните филмови постојат исклучиво за задоволување на суетата на артистот, за кој скоро никогаш нема сижејна оправданост, но тоа нема да го спречи да ги оживее неговите чудовишта, манипуланти, мафијаши и љубовници Биган. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, каде ја доби специјалната награда од жирито, а потоа беше прикажан на Карлови Вари, Бусан, Beyond Fest, Нью Йорк, BFI, Гент, Торино и Гетеборг, каде и дојде и до номинација за наградата Котам и успеавме да го гледаме затоа што Јанус го дистрибуира и заврши на каналот на Критерион, да не го откупеа тие, тешко дека ќе го гледавме толку скоро. Поетичен филмски спектакл кој представува калеидоскоп на кинеското битисување преку едновековната филмска уметност од остар експресионизам до интимен импресионизам. Ваше е да изберете дали би согореле сонувајќи или би го поминале животот без да сонувате. Ако морам да го еволуирам, тогаш Resurrection од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 410-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, спојлете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!